Носител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Скопје преплавено со ѓубре меѓу два изборни круга. Обвинителството влегува во комунална хигиена да провери дали она што се случува во главниот град е кривично дело. Уште две општини добија градоначалници во прв круг по целосно пребројување на гласачките ливчиња. Надвладеа по еден глас. Замрзна целиот имот на бизнисменот Марковски. Станови, парцели, автомобили, камиони и пари во сеф блокирани во Македонија и Србија. Забраната за увоз на руски газ нема да ја загрози Македонија поради долгорочниот договор, тврди министерката за енергетика. Саркози почнува да одлежува 5-годишна затворска казна за незаконско финансирање на предизборна кампања. По овие вести во живо за големата криза со отпад во главниот град, кој е преплавен буквално и никој не го чисти. Има најави за вклучување на јавното обвинителство и на владата преку нејзините инспекцијски служби. Останете со нас, почнуваме со вести. Меѓу два изборни круга Скопје целосно се затрупа во ѓубре. Во најголем дел од градот отпадот ги блокира пешачките и велосипедски патеки, тротоарите, па и делови од коловозите. Скопјани се гневни, а институциите почнаа да бараат алтернативни решенија. И обвинителството и владата најавија дека ќе се вклучат. Мирјана Давидовска известува. Мирјана, Скопје секако имаше проблем со отпадот. Како дојде до оваа ескалација? Да, главниот град веќе неколку месеци, можам слободно да кажам, дека се соочува со овој проблем, со отпадот, кој што е буквално насекаде околу нас и создава големи проблеми, а на Скопје му се заканува и сериозно епидемија за ширење на многу сериозни заразни болести. Но да биде иронијата уште поголема за целиот овој проблем кој што се случува особено во последните неколку дена во главниот град, се вклучија и стражните органи, па дури и владата. Обвинителството ќе влезе во јавното предпријатие комунална хигиена за да истражува евентуално кривично дело поради целокупната состојба, а владата пак на денешната седница издаде наредба итна, како што велат тие, до Министерството за внатрешни работи и до сите надлежни инспекторати да се вклучат и заеднички да го истражуваат проблемот, односно да видат што се случува во јавното предпријатие комунална хигиена, но и во градот Скопје. Граѓаните се многу загрижени. Ние во текот на денешниот ден направивме обиколка во буквално речиси сите скопски општини, па и онаму каде што не отидовме, можевме да видиме фотографии споделени на социјалните мрежи од самите граѓани кои што се многу револтирани и загрижени за сопственото здравје, бидејќи веќе со денови како што е оваа слика овде пред универзалната сала во центарот на Скопје, така е буквално насекаде и на главните булевари и на споредните улички во општините. Јас искрено се потрудив и да побарам некаков пример за цела оваа состојба, дали постои вакво нешто во било која метропола низ Европа или пак некаде во државите во регионот, дека поради проблем со отпад, со ѓубре, со преполни контейнери се вклучиле сериозно и во истрага дури и стражните органи, институциите и централните власти, но такво нешто од саци не можев да најдам. Целосниот извештај за состојбата во продолжение. Отпадот низ главниот град го вклучи алармот кај органите на прогонот и кај владата. Обвинителството нареди вонреден надзор во ЈП комунална хигиена. Издадена е наредба за истражување и обезбедување докази за евентуално кривично дело. Јавниот обвинител издаде наредба до МВР и до други надлежни органи за итно постапување и проверки во однос на работењето на ЈП комунална хигиена. Доставени се барања до комуналните инспекцијски служби да извршат вонреден инспекцијски надзор и да ја констатираат моменталната состојба. Со одлука на влада, МВР доби задолжение заедно со сите надлежни инспекторати да го истражат работењето на комунална и градоначалникот на Скопје. Од владата соопштија состојбата е алармантна и институциите веднаш да постапат по заклучоците. Се задолжува и Министерството за внатрешни работи во соработка со надлежните институции, а се укажува на град Скопје сектор инспекторат да постапат согласно своите законски надлежности да го испитаат работењето на ЈП комунална хигиена Скопје и градоначалникот на градот Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад, кој предизвикува опасност по здравјето на луѓето, се вели во соопштението. Комуналното предпријатие е недостапно за изјави и информации. Оттаму попладнево испратија соопштение дека навремено ги исплаќаат платите на вработените и се загрижени од информациите дека се подготвувале протести на вработени поради само неколку дневно задоцнување на исплатата.
Нашите вработени испорачуваат основни услуги за градот, а сме постојано саботирани од луѓе од власта. Ние ги исплаќаме платите навреме и ќе продолжиме да го правиме тоа. Апелираме до Министерството за здравство веднаш да го исплати долгот од 5 милиони евра, за да не може никаков надворешен притисок или политичка акција да ја загрози екзистенцијата на нашите вработени. Актуелната градоначалничка на Скопје веќе подолг период не излегува јавно, но на Facebook вината за состојбата во главниот град ја префрла на владачките партии. Ретко каде општините со своји служби го чистат дел од сметот по локалните улици. Градоначалникот на Центар испрати барање до ЗЕЛ за свикување итна седница за решавање на проблемот. Се соочуваме со огромни проблеми, а набрзо, не дај Боже, зарази. Нашите хигиеничари се во 2 смени, имаме дополнителна механизација која што и во утринските и во вечерните часови е на терен и правиме се да го расчистиме сметот и она што не го прави комуналното предпријатие веќе подолг период, но овие 5 дена, како што кажав, е навистина аларматно. Скопје станува потенцијално жариште на заразни болести. Полните контејнери и ѓубрето расфрлено околу нив се сериозна закана по здравето на луѓето. На улица веќе се движат стаорци и глувци. Дали на повидок е нова епидемија во главниот град? Граѓаните се сериозно загрижени и многу револтирани од состојбата. Велат редовно ги плаќаат сметките за комунали, а услуга нема. Не е градоначалници, што мислат, не знам, затрпани од ѓубре. Ова е жива зараза. Која насам? Од карпаш. Мислам дека сите сме загрижени за здравјето, ама зборот ми е дека очигледно изборите покажа што се случува и колку стварно сме загрижени. Искрено не е чисто. Многу е гадно. Скопје е најзагаден град. Секој чош отпад. Апсолутно здравјето е во опасност, че скоро на сите не сам за мене. Ова е невидено за Скопје, невидено нешто одвратно. Што да кажам, јас сум од Скопје роден, ова не сум го доживеал. Требаше ова да биде пред да се гласиме сега, па некој да направи, па тогаш да видиме како ќе никој да не излезе за гласење. Нека чистат, после ќе гласиме. Нормално дека сум револтиран, зашто за оваа услуга јас плаќам. Ова е баш пример за кај треба. Него не е лошо дека има празен простор пред клиниката. И таму може. Револтирани сте многу. Што повеќе може? Што повеќе? Што да ви кажам баш? Со нашата камера направивме обиколган из повеќе скопски општини и центарот на градот. Буквално насекаде контејнерите се преполни, а сметот е расфрлан по улиците. Блокирани се тротоарите за пешаците и велосипедските патеки, а ѓубрето го попречува и движењето на автомобилите. И социјалните мрежи се преплавени од реакција, граѓаните веќе бараат правна помош како да се справат со проблемот. Според Светскиот центар за контрола на болести, повеќе од 35 сериозни болести како чума, туларемија и дезинтерија се шират токму преку глодарите. Досега македонските здравствени власти не излегува со предупредување и информација како граѓаните да се заштитат. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Току-што преку Facebook на владата ја одговори градоначалничката на Скопје Данила Арсовска, која му се обраќа директно на премиерот Мицковски, вели за ѓубрето низ Скопје одговор на твојата криминална структура во комунална хигиена начело со Јулијана Спировска, која е председател на управниот одбор. За ѓубрето низ Скопје се одговорни твоите градоначалници кои сред избори повикаа граѓаните да фрлаат кабаст отпад, стои во дел од реакцијата. Уште 2 општини добија градоначалници во првиот круг по целосното пребројување на гласачките ливчиња. За цензусот да биде исполнет, преовладал само 1 глас. Во дел од општините битката за втор круг ќе биде известна, а во дел се можни и изненадувања. Александар Спасовски. Се брои и е важен секој глас. Затоа е важен секој глас, а работата да ја завршиме уште во првиот круг. Колку е важен само 1 глас на овие избори најдобро знаат идните градоначалници во Богданци и Старонагоричане. И во двете општини изборите завршија по првиот круг, а пресуди само 1 гласачко ливче. Во Старонагоричане кандидатот на ВМРО ДПМН ја однесе победата. Иако имаше речиси двојно повеќе гласови од својот најблизок против кандидат, поради двајцата независни кандидати прагот од 50% го помина со само 1 глас. Неизвестноста беше огромна бидејќи се чекаше да се преброи последната гласачка кутија, од која практично излези гласот кој му ги отвори вратите во канцеларијата на градоначалникот. Иста таква ситуација, но сега во корист на кандидатот на СДСМ имавме и во Богданци. Блаже Шапов имаше стабилно водство пред неговиот против кандидат, но поради големиот број на неважечки ливчиња прагот од половина од гласовите го помина за само 1 глас.
Тесната разлика во гласови не е ништо ново за малите општини кои имаат мал број на гласачи, па така во Зрновци за новиот градоначалник ќе почекаме втор круг, бидејќи на кандидатот на ВМРО-ДПМН му фалеа 17 гласа. Во Кривогаштани за победа пресудија само 20 гласа. 105 гласа над 50% отиде и новиот градоначалник на Крива Паланка, што во општина со преку 16.500 гласачи и на оваа излезност беше помалку од 1%, а уште потесно помина старо новиот градоначалник на Битола, кој во општина со близу 80.000 гласачи победи во првиот круг, поминувајќи 50% со околу 200 гласа во услови кога имаше дури 7 против кандидати. Најголемиот проблем во ваквите ситуации го прават неважечките ливчиња, а нив на овие избори ги имаше најмногу во историјата. Близу 54.000 гласачки ливчиња се прогласени за неважечки, над 15.000 повеќе од локалните избори во 2021-та. Александар Спасовски, Сител телевизија. ВМРО-ДПМН и денеска повикува на масовна излезност во вториот круг од локалните избори. Велат дека освоиле 550 советнички места, додека СДСМ освоиле 230. Повикуваат на оставка од Филипча. Опозицијската партија денеска не даде директна реакција на ваквите повици од власта, но претходно најавија консолидација, а не оставки и одговорност за резултатот. ВМРО-ДПМН не само што не изгуби гласови на локалните избори, туку неделното гласање покажа дека ужива и поголем рейтинг од претходните избори во 2021 година, сметаат во владеачката партија. Втор ден по изборите, власта вели дека на свое конто. Овој пат има и поголем број на градоначалници, но и апсолутно мнозинство во општинските совети. Сепак повикаа на масовност во вториот круг за избор на градоначалници, за како што велат, да се заокружи историската победа. 550 советнички места за ВМРО-ДПМН, наспроти 232 за СДСМ, 153 за ДУИ, 66 за Левица, се доказ дека ВМРО-ДПМН е повеќе од апсолутен победник на овие избори. И дека граѓаните јасно покажа во кој правец сакаат да се движи државата. На овие избори ВМРО-ДПМН освои 12.000 гласови повеќе на советничките листи во однос на локалните избори во 2021 година. А во исто време СДС изгубиле 111.000 гласови на советничките листи во споредба со 2021 година. Мисајловски го повтори ставот на партијата дека резултатите од локалните избори не треба да се споредуваат со ланските парламентарни избори. СДСМ денеска без реакција на ваквите оцени од ВМРО-ДПМН. Но вчера токму партијата на Филипче и покрај изборниот резултат со само 3 градоначалнички места во првиот круг излезе со став дека тие не се во загуба со изборите. Падот на ВМРО-ДПМН е фантастични 135.000 или 30,8% од гласовите, а знам паѓа од 56.200 на 38.034 гласови, односно е најголем губитник и има изгубено 33% од гласовите. За разлика од нив, СДСМ има изгубено само 18%, што ако се земе предвид, пониската излезност речиси да нема загуба, коментираа вчера од СДСМ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Кандидатот на Левица за градоначалник на Скопје повика на дуел во градскиот парк со кандидатот на ВМРО-ДПМН. Јас го повикувам Морце Ѓорѓиевски на дебата вон студиски простори на која ќе имаат право сите медиуми национални и тереstriјални да присуствуваат со своји новинари, со повеќе новинари, со различни уреднички редакции. Еве јас одма давам предлог, неа школка таму, помеѓу граѓаните, не со наместени чисто викам, не со контролирани услови, туку едноставно пред граѓаните, да се соочиме со сите телевизии, со сите граѓани и да можат граѓаните да изберат нашата опција, тоест опцијата која најмногу им се допаѓа. Замрзнат е целиот имот на бизнесменот Бурче Марковски, осомничен за криминал поврзан со Рек Битола. Српските власти замрзнаа камиони и пари чувани во Српска банка, а македонските неколку станови, автомобили и градежни парцели. Сомневањата се дека овој имот е стекнат со пари од незаконското работење, кое според обвинителството тежи околу 1,7 милиони евра.
Камиони, пари, станови и земјиште. Српските и македонските власти замрзна имот поврзан со македонскиот бизнисмен Борче Марковски, осумничен за злоупотреби тешки 1,7 милиони евра во рек Битола. Според информациите, замрзнат имот на фирма со седиште во Белград, за кој е утврдено дека има врска со Марковски. Станува збор за 10 товарни приклучни возила набавени во 2025 година, за кои постои сомневање дека се купени со пари стигнати преку кривични дела. Од српските органи беше побарано да забранат на правното лице од Белград, на неговиот управител или на друго лице во нивно име да ги оттуѓува, оптоварува или да располага со моторните возила за кои постои сомнение дека се набавени и представуваат посредна имотна корист од кривичните дела за кои е отворена истрага, соопшти од обвинителството. Обвинителите побарале да се отвори сеф во српска банка за кој се верува дека е во сопственост на Марковски, за да се провери неговата содржина. Српското обвинителство го прифатило барањето и издало наредби за замрзнување на наведениот имот. Паралелно во земјава се замрзнати и околу 30 милиони денари од сметките на Марковски и неговата фирма. Ојо Битола побарало и забрана за располагање со дополнителен движен и недвижен имот, 3 стана во Скопје, парцела градежно земјиште, гаража и неколку возила купени во изминатите 2 години. Обвинителството смета дека станува збор за имот стекнат од незаконски активности, кој може да биде предмет на конфискација. Фирмата Марковски компани, незиниот сопственик Борче Марковски и уште едно лице од компанијата се осумничени дека наплатиле повеќе од 1,7 милиони евро од рек Битола за работи кои воопшто не биле извршени. Со тоа, според обвинителството, сториле продолжено кривично дело, злоупотреба на постапката за јавен повик и јавно-приватно партнерство. Покрај нив, осумничени се и 5 вработени во рек Битола, меѓу кои поранешниот директор Пеце Матевски, кој според сомневањата овозможиле фирмата да биде единствен понудувач и да добие договор вреден милиони. Марковски првично беше во куќен притвор, но по жалба на обвинителството, судот му одреди 30-дневен ефективен притвор. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Судот не го прифати барањето на одбраната на Нино Васев ефективниот притвор да му биде заменет со друга мерка и му го продолжи притворот за нови 30 дена. Одбраната најави жалба до апелациониот суд, а адвокатот на Васев изјави дека одбраната поднела нови докази со кои, како што тврди, се покажува дека нема основ за мерката притвор. Тој посочи дека аргументите на обвинителството се неосновани и дека од едно продолжено дело се прават повеќе вештачки кривични дела за да се добие поголема казна. На денешното ручиште за економскиот криминал на онкологија, за кој се товарат двајцата поранешни директори на клиниката, беа сослушани сведоци, поранешни членови на управниот одбор на клиниката во времето кога директори биле Васев и Нехат Нухи. Адвокатот оцени дека нивното сведочење било непотребно и дека за предмети од ваков тип треба да се ангажираат само вешти лица. Денеска добивме продолжение на притворот за доктор Никола Васев. Ние приложивме нови докази и на околности кои што досега не биле ценети воопшто, а кои докажуваат дека сето она што представува како основ за првичниот, иницијалното барање на јавното обвинителство за одредување на мерката притвор не стои. Пред се дека навистина се направени тешки дела за кои се предвидени големи казни, тоа не стои. Од едно продолжено кривично дело или действија на продолжено кривично дело, повеќе истородни кривични дела, тие вештачки прават 3 кривични дела. Наместо да биде само злоупотреба на службената положба како продолжено дело, тие сега додаваат вештачки уште измама во службата и проневера во службата, се со цел да се добие што е можна повисока казна на затвор. Почеста примена на пробација наместо затвор. Управата за извршување на санкции предлага дел од осудениците да издржуваат казната надвор од установите, под засилен надзор. Во моментов услови за ваква мерка имаат исполнето над 700 лица. Од судскиот совет подсетуваат дека условниот отпуст не е милост, туку законска можност која мора да оди со рехабилитација и строг пробацијски надзор. Сега под пробација се околу 800 лица, а дел се вратени во затвор поради непочитување на правилата. Управата за извршување на санкции предлага почеста примена на пробацијата или алтернатива на затворот. Во моментов такво право имале над 700 лица, но тие за да продолжат да ја издржуваат казната надвор од затворите и под засилен надзор, одлука треба да донесе судот. Не велам дека сите, но најголем дел од тие осудени лица може да бидат на условен отпуст, нормално претходно со препорака од секторот за ресоциализација во затворите и од директорите на македонските затвори.
Напуштањето на затворската ќелија според надлежните не значи слобода за лицата кои добиле условен отпуст. Нивното однесување го следат пробацијски службеници, им прават надзор и советување. Тоа мора да биде проследено со рехабилитација, со ресоциализација, се со цел тоа лице да не ни доаѓа повторно во судир со законот. И условниот отпуст, сакам и тоа да го кажем, не значи некаква милост или добра волја на судот или на управата, тоа е законска можност која што им следува на осудените лица. За поголема примена на пробацијата како алтернатива на затворските казни, денеска на заеднички состанок разговараа судиите, представници на управата за извршување на санкции, судскиот совет и Академијата за судии и јавни обвинители. Тоа е всушност се и препораките на Советот на Европа, изрекување на вонинституционални казни наместо казната затвор. Ние како Академија сме тука присутни да им дадеме поддршка на судовите и на судиите кои што ги работат овие алтернативни мерки и санкции. Со пробацијата моментално опфатени се околу 900 лица, а мерката најчесто ја применува кривичниот суд. Сепак дел од нив морале да се вратат во затвор заради непочитување на правилата за условен отпуст. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Македонија ќе има алтернатива за рускиот газ и имали ризик по забраната од ЕУ. Ќе се спроведат ли реформите во енергетиката кои ги бара Европската унија? Кога државните институции ќе станат енергетски ефикасни? Тема на денот во 19 со министерката за енергетика Сања Божиновска. Забраната за увоз на руски газ нема да предизвика енергетски шок, уверува ресорната министерка. Земјава троши релативно мали количини, но до јануари 2027, кога истекува долгорочниот договор, мора да се обезбедат алтернативни извори. Фокусот е кон Александрополос, но интерконекторот се уште не е готов. За намалување на зависноста потребни се забрзани инвестиции во обновливи извори и зелена транзиција. За ова ќе се дебатира на меѓународниот форум за одржлив развој во Скопје идната недела со 500 учесници од повеќе од 70 земји. Забраната за увоз на руски газ нема да предизвика енергетски колапс во земјава, тврди министерката за енергетика. Македонија троши мали количини од овој енергенс, но потребите ќе мора да се обезбедат до јануари 2027 година, кога ни истекува долгорочниот договор. Божиновска се надева дека Европа нема да не остави без газ, откако Унијата забрани увоз на руски енергенс од 1 јануари за земјите кои имаат краткорочни договори, а целосно ќе го запре вентилот во 2028-та. Надежите се свртени кон грчки Александрополис, но интерконекторот се уште не е изграден, а државата веќе една година плаќа по 250.000 евра месечно за да го користиме нивниот гасовод. Сега за сега ние плаќаме нешто што ниту сме можеле да го користиме, ниту оваа година ќе го користиме. Така да тоа ќе видиме, се надевам дека ќе имаат ангажирано, мислам, правни служби и работат на тоа. Имаме 15 години за плаќање. Не може да се раскине договорот според тоа што е потпишано. И прашам колегите од ЕСМ, меѓутоа колку што знам, не работеше, а ние ги плаќаме уредно фактурите и кривичните пријави беа поднесени. Немам информација дека е нешто процесирано, меѓутоа ќе ги контактирам и ќе ви одговорам. За помала енергетска зависност, државата мора да инвестира и во обновливи извори на енергија и да ја забрза зелената транзиција. За сите овие теми ќе се дискутира на меѓународниот форум за одржлив развој, кој ќе се одржи во Скопје следната недела. Овој назив на форумот е повеќе од слоган, бидејќи ја одразува итноста која со сите ја чувствуваме. Енергетската сигурност и климатската отпорност се две страни од истата паричка, бидејќи светот се соочува со зголемени ризици во однос на климатските промени, поплави, топлински бранови, пожари и така. И сите оно што предизвикува стрес во однос на инфраструктурата и на економиите. На форумот ќе бидат присутни 500 учесници од над 70 земји во светот. На крај ќе се подпише заедничка декларација со Обединетите нации, каде ќе се дефинираат целите кои треба да се исполнат за граѓаните да имаат почиста и поодржлива енергија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Бројките растат. Минатата недела во Институтот за јавно здравје се евидентирани 79 случаи со симптоми слични на грип, двојно повеќе од истиот период лани. Лабораториски се уште не е потврден типот на вирусот, но матичните лекари веќе бележат спорадични случаи и препорачуваат вакцинација на повозрастните и хронично болните, веднаш што им се стабилизира состојбата. Над 100 пријавени со заболувања слични на грип во Институтот за јавно здравје.
Минатата недела евидентирале 79 лица, што е двојно повеќе од истиот период лани. Меѓутоа, се уште лабораториски не е докажано кој тип циркулира во земјата. Пациенти со симптоми на вирусот веќе ги полнати ординациите на матичните, од каде освен терапија, дел добиваат и совет да одат на вакцинација, што им се подобри состојбата. Веќе имаме спорадични случаи на грип. Сега кои се потенцијални пациенти за вакцина? Сите оние што имаат хронични заболувања, диабет, висок притисок, со хронична обструктивна болест, со мозочен удар, со срцева слабост, значи сите тие или автоимуни заболувања, сите тие се потенцијални кандидати за вакцинација, а таа е веќе почната. Во 35-те вакцинални пунктови во државата досега вакцина против грип примилена до 8.000 лица, а на вакцинација.мк пријавени се околу 60.000 граѓани и за нив вакцините се бесплатни. Почна имунизацијата во домашни услови за неподвижни, постари и лица со попреченост, каде одат превентивни тимови. За тоа да биде реализирано, сезонската вакцинација треба да биде најавена телефонски во установите каде граѓаните примаат вакцини. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории, како што се повозрастни на 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица. Сања Димитровска, Сител телевизија.